Благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Почнуваме со комисијска расправа на Комисијата за европски прашања по основ на Законот за државјанство. За мене чудна постапка, затоа што од изјавите кои што ги слушавме во изминатиот период, ова е законско решение кое што ги решава внатрешните работи во државата и врз основа на кое што треба да дојдеме наше заедничко решение, повикувајќи се на Конвенцијата за државјанство и сите оние пропратни акти кои што ги има. Помина веќе подолг временски период од разговорите, преговорите по основ на законското решение за кое што слушавме дека не ги исполнува условите, за кое што слушавме дека толку е лошо што не може да се поправи со амандмани, за кое што слушавме дека не се повлекуваат од ова законско решение, за на крај да дојдеме до едно законско решение кое што беше предложено од владата и кое што дојде со европско знаменце во Собранието на Република Македонија. Нашите забелешки по однос на злоупотребата на европското знаменце и скратените постапки кои што ги правите, се со една цел избегнување на јавноста и транспарентна и јавна дебата по основ на сите прашања, вклучувајќи го и Законот за државјанство, е веќе познат, меѓутоа вие не обрнувате внимание. Кога зборам вие, зборувам за вашата влада, затоа што законите со европско знаменце доаѓаат од влада, не обрнувате внимание на тоа и воведувате една лоша практика, која што, имајќи во предвид дека процесите се циклични, ќе стане секојдневие и ќе се користи и во некој нареден период. Затоа реакциите по однос на злоупотребата на европското знаменце се добро познати на македонската јавност и ние ќе продолжиме да ги информираме сите меѓународни и релевантни чинители по однос на ова. Меѓутоа, мојата процедурална забелешка е по основ на две работи. Почнуваме со седница. Знаеме дека има поднесено амандмани од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН, мислам дека беа 5, и гледаме дека има амандмани и од други пратенички групи или пратеници од Собранието. Ние немаме информација што се случува, почитувам председателе, со амандманите, каде се амандманите, ниту и пак информација дали и кои амандмани ќе се разгледуваат на денешната седница. Затоа предлагам да ни дадете пред усвојувањето на дневниот ред информација што се случува со амандманите, имајќи предвид дека нашиве се поднесени малку порано, меѓутоа дел од амандманите се поднесени пред самата се поднесени пред самата седница, да не информирате по основ на ова. И уште една забелешка која што во текот на вчерашниот ден некако покрај големите злоупотреби на процедурата на пленарната седница при усвојување на дневниот ред ни помина незабележително, имено покрај големиот, да речам, пропуст кој што се направи за самиот закон, кај што представници беа Оливер Спасовски и заменик министерот Назим Буши и поверениците предложени од влада. Истиот закон го бранеше министерот за правда, кој што нема додирна точка со ова законско решение, меѓутоа брзајќи да го поминете, се случи тоа што се случи. Гледаме дека на самото решение законско, односно предлогот на закон, како предлагачи ни доаѓаат министерот и заменик министерот, и кај заменик министерот има господинот Назим Буши, заменик за министер за внатрешни работи, меѓутоа и министер за финансии. Законското решение ќе го видите на првата страна дека е дојдено и со министер за финансии. Така да сега да знаеме со кого разговараме, бидејќи гледаме дека министерот за финансии ни е присутен на самата седница, па да се договориме на кој начин да се обраќаме на заменик министерот за внатрешни работи или министерот за правда. Меѓутоа, приоритетно ова повеќе поради процедурата и начинот на брзањето, да го кажам, на кој начин ни доаѓаат законите од влада, приоритетно е вашата информација пред самиот почеток на
ова комисијска расправа по закон кој што не припаѓа тука, по закон кој што дојде на чуден начин, да не информирате во однос на амандманите кои што се дојдени, дали се дојдени, колку се дојдени, дали ќе добиеме, затоа што со самото усвојување на дневниот ред ние почнуваме со работа по основ на оваа седница, имајќи предвид дека сте добро упатени дека 2 дена се работи на комисиската расправа, да не почнат да ни течат роковите пред да добиеме информација или пак да ги добиеме амандманите врз основа на кои што ќе работиме. Затоа би ве замолил за една информација, односно брифинг, прво на пратениците кои што дојдоа да работат на комисија, а не знаат по кои амандмани ќе работат, и второ за медиумите, бидејќи гледам дека интересот за оваа комисиска расправа е голем. Благодарам.